Слушам кај шумат шумите буките. Слушам кај шумат шумите буките. Слушам кај шумат шумите, плачам за војводата капитано. Слушам кај шумат шумите, плачам за војводата капитано. Значи ги имаме момците од Next Time со нас. За почеток да прашам како сте денес? Па супер сме денес, да ти кажам право, е некако облачно, меѓутоа тоа време на мене навистина ми годи. Едноставно сакам да ги избегнам сите тие жештини што беа до сега и така да, супер ми. Дали тоа значи дека истото важи за тебе? Па исто важи, да, јас сум малце помаморлив, кој е ладно, меѓутоа кој е ладно поубаво се спие. Да, кој е жешко не се спие така убаво, така да горе доле ни одговара клима. Во изминатиот период сте актуелни со новата numera Слушам кај шумат шумите, преработката. Кажи ми како испадна до таа соработка, повторно е на таква песна од вас? Па добро, веројатно инспирирани од успехот на Јајзде Ѓурѓио на првата песна, се случи Слушам кај шумат шумите. Пред се имаме работено со љубов и од душа, не ништо форсирано, да речеме мора да се случи уште една песна. Jer позади оваа песна, позади аранжманот стои Николче Мисевски, повторно е Николче Мисевски и на Ја излези Ѓурѓио соработувавме скоро со истиот тим, значи малце во видео додававме некои нови артисти или статисти. И сметавме дека треба да оживееме оваа песна затоа што ја сметаме како подзаборавена. Кој ќе отиде во некоја кафана, сикам само да не ја пеат, значи ја правевме таа статистика, дали ја пеат песната, дали не ја пеат, и со оглед на тоа што имавме сватено дека не е пеена, а популарна во минатото песната, сметавме дека треба да ја даеме ново руво и да оживееме како меѓу повозрастните, така и меѓу младите. Ја направивте преработката, знаеме дека Ја излези Ѓурѓио беше многу популарна. Што е сега, каков е фидбекот со оваа песна? Гледно добар, предобар, што се однесува за македонски услови. Тоа видео е поставено на YouTube каналите и на сите социјални мрежи, каде што има преубави коментари, а и самите луѓе кога ќе не сретнат на улица ни укажуваат дека видеото на оние и песната ни е навистина добра. Некои од нив може не знаат дека таа песна е стара македонска народна, меѓутоа тоа и не била поентата со оваа обработка да дознаат луѓето за таа музика што народот порано е створил во минатото. Како ја избравте баш оваа песна? Ете, од толку стари македонски изворни народни песни, баш ова? Правев меци пец. Не, се шалам. Па, добро, таа е една од попознатите за нас песни. Така да, после ми Ја излези Ѓурѓио, имавме желба да препееме Слушам кај шумат шумите, можеби затоа што, ете, како што кажам, најповеќе ја познаваме. И во самата песна има текст што не привлече да направиме една поемотивна приказна за самата песна. Поради тоа што оригиналната изведба е во малце побрз ритам и во малце убаво расположение, што би рекол ја. Ете, ние влеговме малце подетално во текстот и направивме сосема обратен аранжман од она што веќе постои. Овие се претежно патриотски песни. Дали тоа значи дека сте патриоти инаку? Патриоти, ние си сакаме државата, го цениме минатото, ја сакаме сегашноста и
и сакаме подобра иднина за оваа држава. Веројатно и затоа ги обработуваме овие песни за да се подкрепи свеста меѓу народот дека има луѓе кои што живот и дале за оваа земја и едноставно да се, што би се рекло, да се чукнеме сите у глава, да не го губиме идентитетот као македонец, као македонци. Така да преку овие песни обработки, покрај тоа што сакаме најмладите да ги дознаат овие песни, поентата е и да се врати свеста за тоа што е да се биде македонец. Значи, слушаме од вас само преработки. Дали тоа значи дека нема да има нешто како нов албум, ваши песни, лично авторски? Авторски песни, не знам колку знаеш, меѓутоа имаме 2 албуми позади нас. Да, последната е извадена во 2013, се вика Светот во раце. Пред се сакаме да создадеме еден албум со вакви песни. Се надевам дека ќе успееме во тоа, ќе бидеме доволно инспирирани, ќе имаме доволно голема инспирација да не потфрлиме во ниту една од песните кои што ќе ги создадеме. А после тој албум би сакале да се вратиме на нашата авторска музика. Веднаш по објавувањето на преработката на Слушам кај шумат шумите, музичарот Златко Оригјански излезе со свој коментар на Facebook за Next Time. Не сум го прочитал и не знам што да ти кажам, така да не би ти дал никакво одговор на прашањето, треба да го прочитам позади. Па, нас ни кажале за некои такви коментари, искрено лично не го познаваме тој човек, така да не можеме да навлеземе у некоја поголема дискусија зошто, како, што, но става можеби си има мислење човекот и нека остане негово мислење, на крај краишта не мора сите луѓе да имаат добро мислење за нашите обработки. Меѓутоа, во мнозина луѓето повеќе мислат на позитивно во поглед на нашите преработки, така да сметам дека тие негативни коментари едноставно се засенети од толпата народ која што шири позитива за овие обработки. Кога веќе напоменавте дека сакате еден таков албум со такви песни, дали имате веќе на ум која е следна која би ја обработили? Имаме на ум, но нема да кажеме. Да, имаме на ум, сакаме да бидат малце по необработени, по нечуени песни. Меѓутоа, сепак и текстуално и музички убави, нешто што би легнало на нашиот стил, на мојот глас, на филмскиот аранжман кој што го создаваме преку овие песни. Така да имаме неколку наброи, ни фалат уште неколку, меѓутоа се надам дека ќе ги најдеме и останатите. Што наш може да очекуваме во иднина од Next Time? Па ќе работиме на албум од ваков тип, значи да преработиме уште неколку македонски звуки песни, народни песни, со тоа што би го заокружиле 10 години јубилеј постоење на сцената. Мислам дека искрено јас поготово би бил среќен доколку би бил прифатен како што беа прифатени овие две песни. И со ова што ние го правиме сега во моментов, имаме големи планови да искочиме надвор од Македонија. Значи тоа е поентата да го шириме, да шириме таа македонштина надвор од границите и да видат луѓето дека Македонија имала прекрасна музика. Значи во минатото што создаваа луѓето, така да тоа ни е планот и на крај да направиме еден концерт во Скопје, каде што секој нешто што е сакала музика, што не поддржува нас, би бил присутен и би видел со една голема филхармонија како звучат сите овие песни. Здраво, ние сме Next Time, а вие гледате и читате Exclusive.mk.